Нашата кауза во народно-ослободителната борба беше национално ослободување и изградба на држава Македонија, рече на свечената седница на председателството на Сојузот на борците генерал полковник Тодор Атанасовски. Борбата на македонските партизани во клучната 1943 година прерасна во фронтовска, а во последната година и во општа офанзива, кога фашистичките окупатори трпеа загуби и мораа да ангажираат големи сили. Да не беше нашата офанзива на огромната територија од Косово до Меглен во заедничката борба на југословенските народи, маршал Тито ќе имаше помалку преговарачки адути пред сојузниците, рече Атанасовски. И од научен аспект е јасно дека војната во ДНОП беше последната можност за создавање македонска држава, рече Маријан Димитриовски од Институтот за национална историја. Анализирајќи ја борбата на партизаните, Димитриовски рече дека во германските документи е прецизно наведено, оти германските војски на 16 ноември ги напуштија Тетово и Гостиварскиот крај, а со тоа и Македонија. Должни сме да кажеме кој е противникот на македонската војска тие 3 дена. А само тој остана. Други не останаа. Самите германци немаме војска повеќе во Македонија, на 16 ноември си отидовме. Како што каже генералот, преку Качаник се повлекавме горе. И така натаму. Тоа е тој дел кај што веќе настанува проблематичен за и научниците, како да се доближат, како да објаснат, а од друга страна противниците сега го негираат ослободувањето на Тетово, не е 19-ти, зашто велите, од кого па вие го ослободивте, нели, и такви размислувања имаме, ке чуеме. Не плашат такви размислувања. Тие што одбиваат да стават знак на еднаквост помеѓу балистите и фашистите, нека изнесат научни аргументи дека балистите не биле соработници на окупаторот, не учествувале со нив во битките и не убивале цивили и партизани, рече Димитриовски. Големите битки на партизаните се изучуваат од стратегиски аспект, а нивната храброст и пожртвуваност се и денес инспирација, рече началникот на генерал-штабот на армијата генерал Мирослав Стојановски. Горди сме што бевте дел од големата антифашистичка коалиција, кога покажавте дека во едно тешко време можете да бидете посилни од оние што сакаат да не држат во робство, за конечно да го остварите сонот на генерации македонци, сонот за слободна, независна и суверена Македонија. По повод денот на ослободувањето на Македонија, Сојузот на борците додели повеќе признание и благодарници. Петокраката да остане на грбот на Македонија. Начело со таа петокрака Македонија за прв пат стана самостојна држава. Ова се протестните пораки на Сојузот на борците, со кои го искажаа незадоволството за предлогот петокраката од грбот на земјата да замине во историјата. Дали предлагачите имаат сознанија во колку држави во светот се употребува петокраката во државни грбови и знамиња? Видете го знамето на Соединетите Американски држави и избројте колку петокраки има на него. Исто и знамето на Европската унија. Многу емоции и спомени ги вратија борците во далечната 41 година, кога на 11 октомври наместо музика трештеа пушки и пиштоли. Да се подсетиме дека во текот на Втората светска војна, во борбата против фашизмот својот живот за денешната слобода го дадоа преку 24.000 борци. Со средба на генерациите, Сојузот на борците 68 годишнината од востанието на Република Македонија ја одбележа во Струмица. Звездата петокрака, символот на македонскиот непокор, да остане на грбот на Република Македонија, побараа денеска од Сојузот на борците на Македонија и граѓаните продолжувачи на придобивките од народно-ослободителната борба. Во протестното писмо подсетија дека од 1941 до 1945 година борците од сите народности се бореле под таа петокрака, а на првото заседание на АСНОМ ја прогласиле Федерална Македонија, платена со многу човечки и материјални жртви. Нашата звезда нема обележје партиски. Ни Српичека, ни шта ја знам. Нашата звезда беше во рамките на антифашистичката коалиција која ја поведе македонскиот народ. Ако тој момент не беше, ние немаше да доживеме самостојност, немаше држава. Борците се изненадени и зачудени од предлогот на ВМРО Народна партија за вметнување на лавот од македонскиот земски грб од 16-тиот век. Меѓутоа заборавот и таа партија поведе постапка за делење на Македонија со Љупчо Георгиевски на времето кога ангажира академици да делат Македонија. Сојузот на борците на Македонија денеска во Струмица го одржа свечениот собир по повод 11 октомври, денот на народното востание и денот на борецот.